Почитување, по кој знае кој пат, владеачкото мнозинство на СДСМ и ДУИ го злоупотребува европското знаменце. Ова е нотирано и во извештаите на Европската Унија и е посочено како недемократска пракса. Но за жал, гледаме дека овие предупредувања не ги сваќаат сериозно. Овој пат предмет на злоупотреба е Законот за игрите на среќа. Закон за кој нема никакво повикување на регулатива или директива која се транспонира во домашното законодавство. Односно, не се врши хармонизација на македонското законодавство со законодавството на Европската Унија. За злоупотребата на европското знаменце за овој закон упати јавно писмо со критики до владата и австрискиот амбасадор. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија има конзистентен став дека секој закон треба да го помине филтерот на предметната комисија, а Комисијата за европски прашања да ја проверува усогласеноста на законите со европските директиви и регулативи. Токму затоа ќе бараме овој закон да се симне од дневен ред на денешната седница, а собранието дополнително да ја преиспита употребата на ЕУ знаменцето за овој закон. Дополнително, група свиркачи до ВМРО-ДПМН изнесоа сериозни аргументи дека ваквото законско решение го има пишувано еден вице-премиер кој неколкукратно ќе го зголеми своето лично богатство доколку овој закон биде донесен. Пред неколку месеци пратеничката група на ВМРО-ДПМН спречи донесување на автентично толкување за формирање на паралелна државна видеолотарија. Неуспешен процес кој се одвиваше под покровителство на Артан Груби. Но изгледа дека клишето криминалецот се враќа на местото на злосторот се применува и понатаму. На мала врата се обидува да ги протне истите измени, овој пат со злоупотреба на инструментот европско знаменце, но и да ги прошири овој пат и уништувајќи ја конкуренцијата. Инсистирањето на ДУИ да го донесе овој закон ќе ни направи потенцијални проблеми со одредени земји членки на Европската Унија поради еклатантно фаворизирање на одредени економски субјекти и поради злоупотреба на знамето на Европската Унија за непостоечко усогласување со што се подкопува интегритетот на собранието на Европската Унија и нејзините вредности. Ви благодарам.